Општина Кочани оваа година има зголемување од 1,3% на активната транспарентност во работењето во однос на лани. Со тоа се наоѓа во првата група на многу добра транспарентност меѓу сите локални самоуправи и институции во државата. Трета година поред, општината го задржува првото место меѓу локалните самоуправи од источниот плански регион. Резултатите се објавени во индексот за активна транспарентност за 2023, што го изработи Центарот за граѓански комуникации од Скопје, испитувајќи ја јавноста во работењето на општините и на државните институции, односно на сите министерства во текот на оваа година. Според јавно објавените податоци, општина Кочани со измерена активна транспарентност од 97,1% го дели шестото место со општините Кичево, Берово и Делчево, меѓу сите институции што биле предмет на истражување, а го дели третото место кога се споредуваат само општините во државата. Меѓу 11 локални самоуправи од источниот регион, веднаш зад Кочани, Берово и Делчево се општина Штип со 90 и општина Зрновци со 89,9%. Потоа следуваат Пробиштип со 81,9%, Чешиново Облешево со 79,7% и Македонска Каменица со 75,7%. Во долниот дел на табелата се Виница и Пехчево со 74,3% и Карбинци со 50,7%. Во анализата на Центарот за граѓански комуникации се истакнува дека по минатогодишниот пат од првото место на второто, источниот плански регион повторно застана на челната позиција, на која се наоѓаше и во претходните 3 години. Просечното исполнување на обврските од 83% е подобрено во однос на лани за 4% поени. Истражувањето е направено врз основа на претходно изработена методологија и структурирани прашалници за исполнување на обврските за активно објавување информации на интернет страниците на општините. Во оваа смисла, земени се предвид пред се обврските што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер и обврските од другите закони, а што се однесуваат на трошењето јавни пари. Според генералните резултати што ги објави Центарот за граѓански комуникации, а во кои се вклопува и општина Кочани, институциите објавувале најмногу известувања од областа на пристапот до јавни информации, но најмалку за своето финансиско работење. Под мотото 6 часа урбан здив Кочани, комплексот на базенот Аква во неделата беше местото каде што се случуваа повеќе музички, промотивни и забавни содржини за љубителите на добриот звук. Заедно со берзата на винили, што се одржа по трет пат, целта на настанот беше да се промовира урбаната култура со тенденција Кочани да го врати своето место што некогаш го имаше на тој план. Организаторот Тошо Филиповски, изразувајќи благодарност за поддршката од општина Кочани, нагласи дека винилните плочи што во светски рамки повторно стануваат доминантен носач на звук, полека се враќаат и во Македонија. Со тоа докажуваат дека го надживуваат времето. Она што се обидувам да го направам и се надевам дека со годините натаму ќе биде и поголемо е настанот да се прошири во смисла на она што оваа година го нудиме. Значи, винилите како такви да не бидат единствениот производ кој што може да биде виден овде на ваква манифестација, туку да биде збогатен, мултиплицирано со други културни содржини кои коинцидираат на некој начин повторно со љубовта кон музиката, особено со винилите. И сето тоа има едно име кое што по мене ми е многу убаво, па 3 години го користам, Урбан Здив. Нешто да се обидеме да на Кочани да му дадеме една поинаква перспектива, една поинаква препознатливост, нешто што недостасува и во другите градови, ама во Кочани особено ми е горд и драго. Сум горд и драго да вакви работи случуваат што повеќе, за да ја промовираме урбаната музика, урбаната култура. Овде минимално имаме и варијанта на изложено стрипови, кои што се надевам дека до година ќе ја прошириме таа приказна, па ќе имаме изложба на стрипови, а во случајов забораев имаме една изложба на македонски музички плакати. Владимир Мандичевски Манде неодамна ја направи таа изложба во Скопје, ја донесовме и овде ќе можат да видат едно 60 на плакати од македонски бендови кои што во изминативе 3 децении настапувале низ Македонија, па тие плакати се сочувани. Настанот беше збогатен со неколку културни содржини, промоции на винил изданието Космика на Васко Серафимов, како и на книгата Неправилен ритам од новинарот Љупчо Јолевски. Свој соло настап имаше и Зоки Трпков Агресор, со теми од неговото прво винилно издание.
Настанот 6 часа Урбан Здив е дел од програмата што ја организира општина Кочани по повод одбележувањето на празникот на градот Петровден. Влашката пеачка група Грамостеање од Скопје беше домаќин и организатор на 16-тиот меѓународен влашки етнофестивал за Петровден Ситена планина, што во саботата се одржа во туристичкиот центар Пониква. Во програмскиот дел настапија стотина учесници од домашни фолклорни групи, како и друштва, а имаше и гости од Романија, кои се представија со песни и игри од богатата влашка традиција и култура. Порано старите наши власи за Петровден се собирале тука на оваа планина, тука живееле, тука се собирале. И на овој ден се правеле свадби, за да се дека сите биле во тугина, биле сите се страни се собирале тука, за да и тогаш правеа веселби тоа и плюс свадбите се венчава. Ова е единствен фестивал на Балканот што се одржува тука, а државата да не го поддржи, тоа е. А оваа година и македонска телевизија ни откажа љубов да не се секоја година беа како покровители. На отворањето на фестивалот присутните учесници и гости ги поздрави градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, кој нагласи дека општината дава целосна поддршка на етнофестивалот. Поддршката од општина Кочани доаѓа во правец за негување на мултикултурализмот, одржување на традицијата и проширување на соработката меѓу влашката заедница и сите припадници на народите и националностите кои екзистираат на територијата на Република Македонија. Воедно, овој фестивал е можност да ги пречекаме гостите кои ги имате од странство, да ја представиме нашата убавина, да ја афирмираме Пониква како туристички потенцијал, Пониква како заштитено подрачје и Пониква на која може да ни доаѓаат се повеќе и туристи и гости. Традиционалниот влашки етнофестивал е дел и од културните содржини на програмата, чиј организатор е општина Кочани, а во рамки на одбележувањето на верскиот празник посветен на Свети Петар, заштитникот на градот. Академскиот уметник Дејвид Стоилковски од Куманово го почна сликањето на вториот мурал на влезот во Кочани, на подпорниот зид кај крстосницата на улиците 4-та македонска бригада и Димитар Влахов. Се работи за второ уметничко дело што тој го прави на истата локација, а со тематика поврзана со македонскиот фолклор и карактеристиките на Кочанскиот регион. Тие некои тематики се исто, значи и овдека повржуев, со тоа што плюс на овој зид има манастир, односно црква што е препознатлива у Кочани и делот споменик што ga изработаа Чемерски. Исто има, може да видимо овдека ќе биде човек што што бере ориз, што се занимава со бербу на ориз. И тие се отприлике тие некои елементи препознатливи за Кочани, така ќе биде два како диптих, два зида споени, само што се оддалечени некои 100-200 метра еден од друг, али таа е тематика главно. Со оглед што се работи за двојно поголема површина од муралот што претходно беше насликан на подпорниот зид кон улицата Григор Парличев над стадионот, за сликање на овој мурал Стоилковски има мала помош од својот татко, но и од пријател од Кочани. Онега се работа за 2 дана, надам се дека овој за нешто може 3 дана, али ќе видиме како ќе биде ситуација и време многу вруќе. И има некои околности што су битни, па ќе видим. Ја сам у некои разговори со надлежниот овдека да нешто у центар негде да се направи некој мурал на зграда, али баш оној, сега да кажу, у висину, за да биде баш упечатлив и видлив оддалеку. Значи нешто да биде некоја тематика, ќе видиме што како. Прво да ги завршиме овие. Пред да се определи професионално да се занимава со сликарството, Стоилковски пред 10 години како средношколец почнал прво со цртање графити, а пред неколку години и со мурали. Негови дела можат да се видат и во другите македонски градови, како и во Соединетите Американски држави, Србија и во Босна и Херцеговина. Вели дека најдраг му е муралот на едно основно училиште во родното Куманово,
а најбитен оној за магистерскиот труд што го изработил на Факултетот за ликовна уметност во Скопје. Во Центарот за култура Бели Мугли е отворена ликовна изложба на Димитар Лазов Лав од Свети Николе во рамки на одбележувањето на 40 годишнината од неговото творештво. Се работи за преземена изложба во соработка со Музеот од Свети Николе, а во фојето во Центарот во Кочани се представени 20 дела, што се само дел од богатото творештво на авторот. За прв пат сум во Кочани со своји дела. Ова е моја 17-та самостојна изложба. Доаѓам од Свети Николе. Аз сум Димитар Лазов Лав. Доаѓам од Свети Николе и сум председател на Друштвото на ликовни уметници од нашиот град. Благодарение на добрата соработка помеѓу нашиот дом на културата и овој центар, еве ја отвараме и ова моја изложба насловена 40 години од мојата прва изложба. Значи ова е мал некој јубилеј, 40 години од првата изложба и по тој повод еве ја внесувам изложбата во Кочани и се надевам дека и во иднина ќе имаме соработка исто така. Отворањето на изложбата во Центарот за култура во Кочани е во рамки на долгогодишната соработка што се остварува со културните институции во државата, а особено со оние од Свети Николе. Ние долги години соработуваме со Домот на културата и со музеот, како и во превземањето на изложби, бидејќи неодамна, значи имавме од кај нив преземена изложба, тоа е од ликовната колонија Ѓуриште. Се надевам дека и ова година, како што им предстои ликовна колонија, ќе даде со плод и ќе има прекрасни дела сработени во месецот август. Значи продолжува програмата да тече, значи имаме доста интересни изложби во иднина, како самостојни, така ќе имаме и групни изложби. Изложбата на Димитар Лазов Лав е во рамки на годишната програма за работа на Центарот за култура Бели Мугли од Кочани, што целосно е поддржана од Министерството за култура. На околу еден месец пред почетокот на првенството во втората фудбалска лига, екипата на Осогово викендов ги почна подготовките за настап во повисок ранг на надпреварување. На прозивката и првиот тренинг што во саботата ги одржа шефот на стручниот штаб Ефтим Аксентиев, се јавија 18 фудбалери. Во наредниот период се очекува екипата да се засили со уште неколкумина играчи. На првиот тренинг се пријавија голе 17-18 играчи. Првата фаза од подготовките ќе ги поминеме, мислам и целата фаза овде на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани. Планирани се веќе 2-3 пријателски надпревари. Веќе првата закажавме на 23 со Саса овде во Кочани. Наредната на 29 во Пекчево со Второлигаш Крушевец. А веќе наредните термини ќе ги накнадно објавиме. Нови имења се повратникот Јово Едничинов од екипата на Слога Виница, Славче од екипата на Беласица. Веќе овде имаме 2-3 играчи кои се дојдени на проба. Преговараме со 4-5 искусни играчи, али не брзаме со тие играчи. Значи ќе правиме напори да бидат квалитетни, што ќе можат целиот товар да биде на нивна страна. Значи средината на табелата е приоритет. Мислам дека ќе работиме максимум, ќе работиме професионално и значи да се задржи во втората лига константно. Да не биде како преку една година испаѓање од втора во трета и обрат. Управниот одбор на Осогово е пред голем предизвик да ги обезбеди потребните услови за надпреварувањето, како и неопходните финансии за покривање на трошоците, со оглед што учеството во второлигашкото друштво чини многу повеќе од претходната сезона во третата лига. Од организацијски аспект можеме да кажеме дека клубот спремно ќе ги дочека предизвиците кои ги носи втората лига. Значи, разговаравме заедно со локалната самоуправа, со приватниот сектор и со неколку други спонзори, каде што се надеваме дека финансиската конструкција што ќе биде потребна ќе ја заокружиме во целост. Котизацијата за учество во втората фудбалска лига изнесува 20.000 евра,
а покрај тоа клубовите треба да ангажираат професионално најмалку 20 играчи, за кои ќе се покрива минималната плата заедно со придонесите за здравствено и пензиско осигурување, како и другите давачки. Неопходни се и подобрувања на условите на стадионот Никола Мантов, за што се најавува реконструкција на дел од подтрибинскиот простор со собликувалните и тоалетите, како и уредување на игралиштето, со редовно одражување на теренот и отстранување на дрвјата и грамушките покрај оградниот зид.